Почнувам да снимам. Добро утро за гледачите на утринската програма Второ јавување за 2 дена 81 година Слободен Велес, денот на општината 9 ноември. Тоа беше повод да го поканам за гостин градоначалникот Марко Колев, кој што започна да се одигува спортната. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Обичаено кога се случуваат овие премини од еден на друг градоначалник, прво што се прашува е каква е состојбата на буџетот, а со оглед дека тоа вие бевте претходно и сам на себе си предавате состојбата, каква е финансиската моќ на локалната власт? Општината е стабилна, без долгови и има сериозни финансиски средства на сметката на општината, над 80 милиони денара. Ево утро општина Велес располага со таква сума на финансиски средства, тоа значи дека ќе имаме стабилен период кој што значи стабилност на општината и се она што го работиме во моментот, ќе го работиме, значи дека ќе го платиме. Најдевте повеќе проекти, кои се приоритетните кои што граѓаните на Велес и на општината ти ги почувствуваат набрзо после не првите денови, но во првиот период од вашиот втор мандат? Јас би ги поделил проектите на два дела. Оние проекти кои што се во фаза на реализација, тоа значи дека интензивно ќе се работи на подземната катна гража, интензивно ќе се работи на киот на реката Вардар и планираме да ги завршиме неколку улици кои што ги почнавме да ги правиме, а за кои што имаме некои проблеми технички, за кои што ни се одобличи периодот. Тоа е Раштански пат, патот околу на селото Преварец и други улици кои што во моментов се работат. А дали полого нешто најавувте во вашата кампања? Што е тоа што големи инвестиции се значени за општината? Што е тоа ќе реализирате? Што може да очекуваат видај? Може да се очекува дека од јануар, доколку се условите добри за работа, почињеме со интензивни работи со големи проекти во општина Велес. Тоа значи дека патот од Овица со Јаковлев ќе биде целосно реконструиран, зашто имаме избрана фирма. Патот Челошево до Лутовец ќе биде целосно реконструиран, зашто имаме избрана фирма. Имаме избрано фирми за везовите во селата Башино село, Карасари, Мамучево и Иванковци, 5 улици во градот на Кикојник, Васил Гргов, Васил Главинов, Алекс Новински Балмон и уште многу улици кои што се завршени постапките. Ќе почне реконструкцијата на противпожарниот дом, реконструкцијата на спортската сала Гимиџи, фасадата на економското училиште, како што кажав, нели, да се заврши подземната кратна гаража и плоштад во Велес, продолжување на Кеот, плоштад Којник, плоштад Варнариите, така да тие се проектите зашто имаме безбедно финансиски средства и почињеме со работа со почетокот на наредната година. Најавте дека заедно со централната власт ќе го решавате проблемот со мостот кај Башино село и обиколница. За која обиколница станува збор? Кој правец? Кој е место? Вака сега не подобар временски период, потоа што една година од кога Коца Трајански ја презема позицијата директор на јавното предпријатие државни патишта, работиме интензивно. Првен го саниравме мостот кај Башино село, а сега веќе денови се во прашање кога тендерот за изведба на нов мост ќе биде распишан во близина на постоечкиот мост, заради тоа што и ова решение кој што го направивме е временно решение за продолжување на векот, за да може да се одвива сообраќајот на мостот. А инаку се надевам дека почетокот на наредна година се гради нов мост кај Башино село за трајно да го решиме проблемот. А во делот на обиколницата покрај мостот кој што ќе биде откренат, планираме да имаме една како се вика уште еден мост кој што треба да ги помине регионалниот пат и железничкиот премин. Обиколницата треба да ја заобиколи Топилница, да испадне кај поранешната или сегашната фабрика Стоби, да ја заобиколи индустријската зона Узус, да испадне кај Керамидна, кај тунелот, да го заобиколи Порцеланка и да испадне поточно на себе да испадне кај фабриката Порцеланка. Тоа е правец обиколница во правец на чашка, така? Да. Во однос на општина Велес беше задолжена со 2 кредита, тоест едниот беше за изградба на пазарот и вториот беше кон Телеком за промена на ручните светлки. Дали тие тековно се исплаќа, дали тука се ворат? Вака сега едниот кредит е према Светска банка. Ратите ги исплаќаме без никаков проблем, заради тоа што ние поголем дел од изградбата на пазарот веќе е платена, заради тоа што фирмата, ако се сеќавате, каснеше со рокот на изведба,
нас договорот со Светска банка не ни го продолжи, 15 милиона општината исплати, 5 милиона фирмата беше казната и оние 30 милиона ги исплаќаме согласно ратите што сласуваат. А во делот на уличното осветување не е тоа кредит, тоа е развојна програма на 3 години, веќе една година истекува, кој што веќе го имаме исплатено. Поточно, мислам дека 7-8 рати веќе се исплатени 2,5 милиона на месечно ниво. Имаше некој светлки, бидејќи проектот кога бил планиран и сега фактички се остојува зголем број на светлки, дали ќе бидат сите променети, рековте дека треба да бидат, и подземната гаража, дали ќе биде во рокот, дека имаше некој одоликување за некои причини, полно проредена вода и така? Вака сега, значи ние склучивме анексен договор, нарачавме уште 500 светилки, но од тоа што можеме да го видиме, може има уште 50 светилки кои што не може да се сменат. Се надевам дека во наредниот период, со почетокот на наредна година, ќе се сменат и тие 50, така да имаме над 5000 светилки веќе сменато на територијата на општина Велес и значително се намалени сметките за потрошена електрична енергија. А во делот на подземната катна гаража се случија неколку работи, значи интензивно се работи на терен, имаше некои застои и заради споменикот на Кочорацин, и заради билбордот, и заради некои други работи кои што не би сакал сега да ги оптеретувам. Се случи да испадне и бомба која што веќе е тргната, се работи интензивно и јас очекувам дека втората половина на 2026 година ние ќе имаме не само подземна катна гаража, ќе имаме плоштад и ќе го решиме проблемот со паркирањето и со разгувањето на централното градско подрачје. Јас се благодарам што сте гостували во утро, ве посакувам успешна работа и во очекување на следното гостување, реализација на тоа што е ветено пред граѓаните. Благодарам ти, направиме сите ветувања кои што сме ги дали пред граѓаните да ги завршиме, заради тоа што победата на локалните избори наистина беше голема, огромна, каде што граѓаните ме задолжија, не само мене и советот на општина Велес, да работиме макотрпно за да ја оправдаме таа добра. Да, ово утро гостин беше Марко Колев, градоначалникот на општина Велес, со втор мандат, а во пресред на денот на општината за тоа што велешани и жителите на општината може да очекуваат во следниот период. Студио